Представниците на Обединетите нации со свој очи видоа македонско малцинство во Грција постои. Вакво е сведоштвото на представниците на Виножито и на жителите на Леринско и Воденско по средбата со независните експерти за човекови права Геј Макдугал и Грахам Фокс по нивната прва посета на Грција и средбата со македонското малцинство. Проблемите со оспорувањето на идентитетот, со образувањето на мајчиниот јазик, нерегистрација на културните здруженија се само дел од она што македонците во Грција го ставиле на маса пред странските представници. Се гледа, се отсликува, што ние го познаваме и добро грчкав јазик, колку уназадана политичка идеологија е владеаната идеологија во една држава, земја членка на Европска унија, што за жал не може никако да ги отвори очите и да гледа напред. Не ќе биде веќе лесно да се скрие и да се покрива од било која официјална грчка политика кога зборуваме за правата на малцинството. Дефицитот на демократија, како што ја нарекува во Скопуло ситуацијата на односот на грчките власти кон малцинствата, се надева дека во наредните години ќе стане минато. Во март, пролет, идната година, се надевам ќе биде многу интересен извештај за состојбата во Грција и непочитувањето не само на македонското малцинство, дури и со други малцинства што имат проблеми, од турците па до ромите, што навистина се дискриминирани во ова држава. Еве ги впечатоците на некои од жителите од Леринско и околината за првата посета на високата делегација од Обединетите нации. Големо чудо вода дотото Обединетите нации и за ова работа. Ото туе многу народ е намачен. Не знам ако се смени или не се смени, оти е многу тешко да се смени историјата the last decades. It's one step forward. Ќе има некој успех и тоа не греде одма, ама тоа иде полека, борбата е тешка и долга. За 10 дена Виножито најавува средби и со представници на Комисијата на Советот за Европа задолжени за правата на малцинствата. Представниците на Обединетите нации по пладнето од Лерин заминаа за Солун, а утре одат во Атина. Македонците овде остануваат со надеж дека посетата на странците ќе резултира со пресвртница во односот на меѓународната заедница и на грчките власти кон нивните барања. Од Лерин за вестите на Канал 5, Стојан Трпчевски.